Почитувани дами и господа, драги гледачи, добре дојдовте во седмата среќна епизода на квизот Седмо небо. Денеска сме во бројот 7, нели? Во организација на Државна лотарија, општествено одговорна компанија, што се докажа тоа во многу области, и во областа на уметноста, и во областа на науката, образованието, културата, спортот и така натаму и така натаму. И покажува и понатаму дека сака да биде што поблиску до своите верни играчи, до играчите кои уживаат во најубавите игри на среќа на Државна лотарија. Јас сум Дејан Лилич, облечен и понатаму во фолкабо, а мојот партнер, како и секогаш и до крајот на овој циклус се надавам и понатаму, е Викса. Повели Викса, човекот кој ќе им помогне и на нашите играчи. Ке не остаеше некој од публика да пукне му правефа, ме заборави. Дејан, Како си? фантастично е да те види човек. Мислам, вака сега ќе искочи како Се на гледаме место. еднаш неделно, ама и тоа е Малко е. добро. Мислам, вака интензивно е добро е. Слушај, да се гледаме и среда и сабота, или среда и недела, или четврток и недела, по два пати. Ќе го договориме, да не искочи дека ти го кина муабетот. Имаше коментари на танцот прошли пат, нешто без врска изгледало. Да. Па да го направиме подобро. Ако Да. Ја имам- Сегаш успорено или убрзано? не бе, ај вака. Ајде. Како ми дојде. Ајде. Сврти Па курчето. насмејте се малку, па зарем не е прекрасно ова? Да не сака Ова е некој од за вас ви. да игра. Не се секирајте. Вие се фокусирате на игра, ова е за некој друг тим, Да. чисто онака порака. Викса има Да. за вас прекрасни Имам комбинација што ќе ве насочи кон вашиот дел од среќата. Секој секој од вас ќе се избере позиција, калинка. Ако ми дадеш знак дека може, може. Може? ајде Значи, Александра како дама сте- прва. Чекај малце да ги помешам, да ги направам како што треба. Гледате нагоре, ви се свиѓаат сијалиците. Има многу светла. Не го гледате тој тамо што виси, тој тамо треба да биде, мислам, оној освежувач. Океј, стоп. Избери си. Добро. Повели. Поред. Редот наложи Илија вака. Ете така. Зад овие калинки Зиднете ги. се крие темата на прашањата на кои вие ќе треба да одговарате. Сега вака, покажете ги калинките да видиме, за да можеме да ве наместиме како што треба. Роберт веднаш ќе оди од позиција 1 на позиција 2, каде што се Смени се. прашањата за лото и за џокер. Александра на позиција 1 за прашањата корпоративни за Државна лотарија и Илија ти си остануваш на позиција 3 инстант лозови или популарните грепки. Поред. Викса е тука за да ви помогне. Јас ќе ви поставувам прашања, тој е тука да ви помогне, но исто така до четвртото ниво, односно до петото ниво, имате право да искористите и џокер како помош. Денеска џокерот е Викса кој? Ќе го представам и ќе го замолам директно вака сега. Милош, прв пат ти е као џокер? Прв пат, да. Значи премиерен џокер имаме, расположен е, разговаравме некои тактики, сака да ви помогне, имате право еднаш да го контактирате до одредено ниво. Ако знаеме, знаеме, Да. ако не знаеме, сега и џокерот има право да биде некако сватен, но верувам дека ќе биде интересно. Добре. Среќата ми препуштам нив. Среќата е на кај вас. Милорад, каде е Бетмен? Ќе дојде во секој миг. Ќе Го долет. чекаш. Да. Го чекаш. Добре. А за се да биде регуларно, си имаме и жири комисија во познат состав прекрасните Љупка Чичевска-Стоевска, Верица Савиć и председателот на жири комисија Љубомир Илич. Они се многу важни тука затоа што знаат дури и за 0,5 денари или дени да кажат кој е поблиску до точниот одговор, но за тоа потом кога ќе дојдеме на ниво 5. Јасна ви е ситуацијата, ајде сега малку да се запознаеме, затоа што не знам за кого станува тука збор. Александра ни доаѓа од каде? Кичево. Од Кичево. Играш многу често игри на среќа или не? Нон-стоп. Да. Што е за тебе среќа повеќе? Кафе или чај? Кафе. Кафе? Какво кафе? Горко. Сладок живот Сладок имаш живот. ти, Александра. Во ред. Роберт, доаѓаш од? Скопје. Од Скопје. Да. Роберт, играш ти игри на среќа? Понекогаш. 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 Не си многу чести. Па гледам да не забегам многу. Мислиш дека може да се забега? Па а? сигурно. Живе у рамки на, Да. на количина. Кој те контролира? Сам себе или некој друг? Не, жена ми. Автопилот. Добра Добро, стратегија. добро, добро. Кажи ми, ако среќата има некој вкус, кој вкус ќе го има? Чоколада. 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 Не треба Чоколада да ли чоколада? Бонус, бонус. Гледам,
на тетоважа култура си окей. Што би истетовирало вака прво што ти текне? Ама Чоколада. Да е згодно, не чоколада. Од игри е. Седмука. Не Лото седумка? седум, Да, да, добро седумка. изгледа бројот, мислев Добре. и на фирми, Да, али Дефинитивно. окей. Точен ти одговорот. Така е. И Илија доаѓа од Кавадарци. Играш ли игри на среќа? Да. Често? Редовно. Те Лото, контролирали тебе некој? лото и џокер редовно. Лото и Джокер редовно. Исти 10 години минимум. Па тоа не е малку. Браво. А кажи ми, дали веруваш во среќа на прв поглед? Да. Да? Си имал ли некојаш среќа на прв поглед? Да. А љубов? Да. Значи, ти се на прв поглед. Се Добро. направо. Само да ти кажам, И на прва локација. минатите две епизоди, тој што седеше на твоја позиција секогаш излегуваше прв. Знаеш или не знаеш? Нивна среќа сега е друга. Опа, храбро, ајде да Ова видиме е што ќе добар- се случува. добар Така старт. треба. Ајде мотивирани, насмејани, храбри, земете воздух и крајно време е што? Можеме. Да почнеме. Да, да почнеме со првите прашања. Почнуваме со Александра. Александра, првото прашање за тебе гласи вака. Колку вкупно автомобили има доделено државна лотарија од постоењето па се до денес? Над 90, над 130 или над 170 автомобили? Никако не пресеме. Размисли кај би ги паркирала, да не ти пречам, ти размислувај сега ќе коментирам чисто као коментар. Значи автомобили Те од влече? различни видови, инстант лозови, грепки, Све наградни чисто. игри, бинго игри и така натаму. И секогаш кога се работи за државна лотарија, размислувајте поголемо, најголемо. Над 170. Над 170, Александра, точен одговор. Дури повеќе, да го знаеш. Роберт, прашање за тебе и прашањето гласи вака. Во кои 2 дена од седмицата се извлекуваат добитни лото бројчиња? Понеделник и петок, вторник и четврток, среда и сабота. Па, мислам дека среќниот ден и сабота. Среда и Сабота. за точен одговор. Така е. Среќа, сабота, среќа, среда, среќа, сега и овде. Илија, Седмица. прашање за тебе. Кое беше името на првите 2 инстант лоза со возила пласирани во 2010 година? Среќни тркала и звезден пат, среќни тркала и само вози, или вози право, вози здраво и среќен пат. Мислам дека е еден. Сте влечен? Да, мислам дека е еден сречни тркала и звезден пат. Така е, седмо небо од звездено небо и нормално среќни тркала и звезден пат. Добри сте во првиот круг прашања, одлични сите. Ајде, концентрација. Александра, прашање за тебе. Прашањето за тебе гласи вака. Која година државна лотарија како општествено одговорна компанија започна со поддршка на кошаркашкиот клуб Куманово? 2025 година, 2022 година или 2020 година? Свежо, тазе, мириса на свежо. Мисли си. 12. Те влече на 20? Морам да кажам дека во последната година ја стои во секоја најава, го кажувам дека државна лотарија е општествено одговорна компанија, особено во последната година во многу полиња, како и во спортот. Експанзија имаме. 2025. Така е, точен одговор 2025, се надевам тоа ќе послужи како пример за многу други големи компании во нашата татковина. Роберт, второ прашање за тебе и прашањето гласи вака. Колку чини уплатата на една лото комбинација кога премијата е над 10 милиони денари? 20 денари, 30 денари или 10 денари? Па, мислам дека како секогаш 30 денари. 30 денари, точно така. За само 30 денари можат да ве донесат до 10 милиони денари. Замислите. Но доколку имаме повеќе уплати, се зголемува и нели фондот. Илија, второ прашање за тебе. Внимавај, ти си последни, некако мора да го оправдаш сега местото да не да го скинеме малерото таму. Ајде, Илија. Прашањето за тебе гласи вака. Колку електрични тротинети нудеше лозот Еко Скутер? 365, 300 или 100? 100.
Број 3. 100. Како молам? Број 3, 100. Не се слуша изгледа. 3 по 100. Можеш 3 по 100, не те разбирам. Можеш и джокера да користиш ако не си сигурен. Секако. Секогаш ви велам, државна лотарија секогаш е на многу високо, секогаш највисоко гледате ги тие рамки. Но ако сакаш можеш да го користиш и джокер. Нека рестартира мисло од пон. Ајде рестарт. Еко 3, скутер, 2, тоа 1, се- како ништо не сме кажале. Или искористи го джокерот. Ако сакаш. ако не сакаш сега. Ајде, Джокер. Ајде джокерот, ајде. Милош, шо? Турне дојде Бетмен, повели. Јас мислам дека е под број 1. Милош вика иста бројка со денови во годината имало. Број 1, 365. Број 1. И овој пат джокерот ти помогна, точен одговор Илија. Ајде го затворивме кругот со точни одговори. Сега да знаеш, Илија, ти веќе немаш право да го користиш джокерот. Вие двајца можете уште во наредните два прашања да го искористите джокерот. Александра, третото прашање за тебе гласи вака. Која година државна лотарија се здоби со признанието Оскар на хуманоста како пример за општествена одговорност? 2017 година, 2015 година или 2012 година? Признанието се здоби од Црвен крст и тоа година 2017. така е 2017 година, точен одговор. Ајде, Роберт, сега третото прашање за тебе. Третото прашање за тебе гласи вака. Сконцентрирај се, насмеј се и слушај. Колку денови во неделата може да уплатите лото? 2, 4, 7. По 3, 7. Колку? Колку? Кажи го. 7 по 3. 7, па така е. Секој ден можеш да уплаќаш лото. А колку пати во денот можеш да уплаќаш лото? Неограничено. До колку часот? До 19 До 19. часот. Пред излекувањето на колото можеш Онлайн до можеш и 19 часот. 24/7. Е, онлайн можеш цело време. Мислам онлайн- до негде. Дали си онлайн Да. регистриран? Каде, на што? На која Лото. платформа? На Лото, а на Мегавин? Не. Од утре на Мегавин. Илија, трето прашање за тебе. Прашањето гласи вака. Кој познат лик од триото К15 учествуваше во кампањата на инстант лозот Златна рибка? Цацко, Тошо Валерот или Миле Паника? Кој од овие тројца? Мислам дека е под број 3, Миле Паника. Ако го фати Паника. Види, чекај, ја може да се умешам. Може? Еве, Како Викса нешто интервенција. сака да Како се нова интервенција. умеша. Може да уши еднаш да ги јам? Да не е мојата реченица. Да. може. Кој ти е најголем од Можда, овие тројца? Па не ове мојот е, бе, Цацко е. Регионално го повлече, не му помогнав ништо. Не А, знам, да. Така ли? Точен одговор, Илија, Цацко, Илија, но мака ми се баланси. Возот се викаше тогаш, ако се секаваш, Макси, златна рибка. Макс. Точно. Пази, Макси, златна рибка. Што само златна рибка не е прочитав. Макси може тука малце да не ослабнал, викам од послабите некои. Макси, златна рибка. И одиме со четвртото ниво. Вие двајца и Александра и Роберт имате право да го консултирате джокерот, Илија ти веќе не. Александра, четврто прашање за тебе. Прашањето гласи или звучи вака. Како вид игри се игрите на среќа, кено и среќни топчиња? Смарт игри, електронски игри, брзи игри. Електронски. Под По 2. електронски игри. Точен одговор. Александра, ти се имаш подготвувано добро за ова. Кај ти е учебникот? Со години се во прашање, искуство. Александра, дали си онлайн на loto.mk, а на megavin.mk? Да. Колку, значи колку дами се на megavin.mk. Прекрасно, браво. Ајде, Роберт, четврто прашање за тебе. Гласи вака. Која е втората лото игра која ја организираше државна лотарија? Ново лото 7 од 34, лото 5 од 35 или лото 6 од 36? Под број 1, Втората лото игра е, под број 1 ново лото. 7 од 34. тоа е првата.
Збориме која е втората лото игра. Викса ја водиш. Тука тој до тебе. Заедно со Маријан. 636. Втората. 535. Кој ти е најлогично, на пример? Виктори, кој е одговор за поведа? 535. Да. 535. Точно така, второто Виктори 5:35. Добре, Роберт се излече и ти одиш на петото небо. Илија Громовник. Ти ако не отидеш на седмо небо, не знам кој ќе оди. Прашањето за тебе гласи вака. Колку игри има во инстант лозот Калинка? 1, 2 или 3 игри? Полека размисли. Една, две, три. Колку игри има во инстант лозот Калинка? Калинка, Мислам дека е само една. Еве ти Не да сум се болен. другите. Една. Една. Одброени. Дали Да. си сигурен? Да. Дали си сигурен? Да. Уште еднаш ќе те прашам. Сигурен си, точно готово, една тоа е. игра. Морам малку да те разберам, ама ајде. Се насмеа, добре. Поред, рекапитулација. Од оно што јас можам да го забележам, сите имате еднаков број на точни поени, односно еднаков број на точни одговори. Одиме сега, калинките пред вас со белата лента, каде што треба да се запише вашиот одговор. Јас ќе го поставам прашањето кое важи за сите вас. Подгответе се, не припишувајте и не дозволувајте други да гледаат кој е вашиот одговор. Прашањето за сите тројца. Елиминационото прашање. Заради кое еден од вас ќе го напушти? Моментално овој квиз гласи вака. Колку изнесува вкупниот фонд за добивки на инстант лозот фрути? Од 10 милиони денари до 50 милиони денари. Одговорот се наоѓа помеѓу 10 милиони денари и 50 милиони денари. Запишете го, свртете ја калинката, не ја покажувајте и почекајте да ви кажам кој е точниот одговор. било која бројка. Не мора да е округло. Финта е да е поблиску. Сврти. Инстант лозот фрути можете да си го купите на продажните места за само 50 денари. А можете да добиете, односно вкупниот фонд на добивки е 30 милиони денари. Ајде, Фиксно 30. кренете ги вашите калинки. Александра вели 35 милиони денари. Роберт вели 42 милиони и 500 илјади денари. Илија вели 39 милиони денари. Кој е најдалеку од 30 милиони денари? Ќе ни каже жири комисијата, односно Љубомир Илич. Најдалеку од точниот одговор е Роберт и тој го напушта квизот во овој момент. Поред, Роберт, честитам, одличен беше. Ови. Ти благодарам и на тебе. Ови. Вих се ќе Добра ти игра. испрати Да. и ќе ти каже секогаш бркаме. дека ќе имаш точно време. Убава игра. Да, ќе направиме се што тоа е. До Милано, они се другари, знаеш. Вади сам. Поред, Илија, го скршивме малку мразот за ова место, но треба до крај да се избориш, затоа што Александра, морам да кажам, народски е бридж. Парче прави. Нема помош се. Процентите водат кон жените у лотарија. Така ли? Дај Боже да е така во светот. Нека го водат малку и светот. Нека. Ајде вака. Сега немате право веќе на Джокер. За жал, Александра, немаш ни ти. И јас и Викса нема многу да ви помагаме на овие две прашања. Одиме со прашање број 5. Александра, прашањето број 5 за тебе гласи вака. Кога беше првата соработка на Државна лотарија со организацијата Биенски бал и презентирање на инстант лотарија пред VIP публика со хуманитарен карактер? На 17 март 2012 година, на 20 јуни 2020 година или на 15 јули 2025 година. Мала помош, знам дека е тешко, во кои месеци обично се прават сете тие балони? Кој месец, например?
на она која треба да ја подариме љубов на Под дамата, број на еден. жената. Значи 17 март. 17 март 2012 година одговорот е точен, Александра. Браво, одлично. Да знаете дека цела продажба на сите инстант лозови отиде само и само во хуманитарни цели. Браво. Сега, Илија, прашање број 5 за тебе. Прашањето број 5 за тебе гласи вака. Колку полиња за гребење има инстант лозот Титаниум? 3, 6, 9. Под еден имаш одговор 3, под одговор 2 6 и под одговор 3 9. Треба да најдеме нели 3 исти, значи Девет. имаме Под колку број полиња? 3, 9. 9, точен одговор. Така е. И последно прашање. Многу зависи како ќе одговориш и ти, Александра, и ти, Илија. Прашањето, Александра, за тебе гласи вака. Која година Државна лотарија се приклучи кон големото семејство лотарии во Европската асоциација на лотарии и се уште е присутна? Во 2011 година, 2015 година или во 2020 година? Не сме многу, tako да знаете. Под број 1 2011. Точно, 2011 година. И тоа само една година откако почна да приредува игри на среќа. 2010. Активна, значи многу активна и вредна. Тимот на Државна лотарија е многу вреден, активен и како што гледате, ни организира многу убави настави. Илија, последно прашање за тебе, многу ќе зависи дали ќе дадеш точен одговор или не. Прашањето за тебе гласи вака. Колку добитни броеви има на инстант лозот Доме Сладок Доме, од кој треба да се открие само еден, 2, 3 или 5 добитни броеви? Математички или Добро, и комисијата пресметуваш? потоа ќе ја консултираме Не дали само. го имаш дадено точниот одговор, откако ќе го дадеш точниот одговор, или откако ќе ни дадеш некаков Број одговор. 2, 3. Ти мислиш дека е број 2, значи 3 добитни броеви. И има инстант лозот Доме Сладок Доме. Што вели комисијата? Дали е тоа точен одговор или не? Одговорот е точен. Одговорот е точен, така е. Као 3 позорчиња на зградата, нели? Моравме малку и комисијата да вклучиме, да не кажат не е регуларно, таа комисијата се појави, пешка насмејани се, сладки сумови се сите тројца. Во ред, дојдовме до крајот, имате точни одговори, никој не излегува, не испаѓа, на крајот ќе реши прашањето за елиминација кој ќе ја добие втората награда, а кој ќе ја добие првата награда. Или ја имаш велосипед или немаш? Имаш, тебе не ти треба велосипед. А имаш шак по дома? Не. Не. Сакаш ли да направиме една машка игра? Едноставно да ја го подариш велосипедот на Александра, да го земеш шахот. Или ќе одиш до крај? Као да Идам не си до на крај. телевизија. Одиш до крај. Не се дава. Убав не- е точно. Не заради велосипед. Абе, сакам да идам до крај. Борец, ајде да видим. Ова е место. Така, Рекли сме ова да е скршиме, место. ова е место. Калинките пред вас. Земете ги овие. Ома следите во раце. Земете воздух и испуштете го воздухот да не ви се слоши и дишете нормално. Читам прашање кое важи за двајцата. И обидете се да го скриете вашиот одговор. Прашањето за двајцата гласи вака. Колку изнесува вкупниот фонд за добивки на инстант лозот Бинго? Изнесува помеѓу 10 милиони денари и 45 милиони денари. Колку изнесува вкупниот фонд за добивки на инстант лозот Бинго? Помеѓу 10 милиони и 45 милиони денари. Препиши ја. Значи, ни треба број помеѓу 10 и 45 Да, милиони. да. Било која бројка.
Това беше колку изнесува бингото или фондот на добив? Колку изнесува Имавме 3 вкупниот емисии со бинго, нели, излекување на добитни бројчиња и прв инстант лоз бинго. Дали сте подготвени со вашите одговори? Уште не сте, добро. Шкртни или пиши друго? Убаво размислете. секунда. Да, една секунда, не е проблем. Да, Не. Окей, се. Само парични добивки, значи Корекција на вкупен фонд од колку? Илија, запиша. Што да не е истото што сака. Ајде, Александра, шкртни го тоа што ми кренете ги калинките и да прочитаме. Александра вели 35 милиони денари, Илија вели 32 милиони денари, а точниот одговор е 39 милиони денари. Жири комисијата нека каже кој е најдалеку, кој е најблиску, кој е победник, кој е второпласиран. Второпласиран je Ilija. Potočni odgovor je 35 miliona. Така е, Илија, ти кажа. Абе, нема класа. шахот кај тебе. Александра, ти честитам. Велам си 5 си доби и можност веќе за една недела да ми се приклучиш во големото финале, каде што имаш можност да ја добиеш главната награда. Како вака добро, лесно, фино. Интересно, нели? Интересно. Види Плюс, дамите што прават. Парче. може да биде и по вака заносно, по пристапно. Сега, кажам искрено. сега тек после нас сакам знаеш да сум ли- тамо на троси. Знаеш ли зошто е тоа така? Таа државна лотарија, не е тој државна лотарија, Не, таа е. државна И лотарија. джентлменски или културно кажано, Така е. некои работи се кажуваат и без да се кажат. Маријана, Таа државна лотарија и таа Маријана. Ајде, Маријана, ние да се спремиме да им дадеме награди на луѓето. Дојдовме до оној момент кога наградите им се предаваат директно во раците на нашите надпреварувачи. Добри ли сте? Среќни ли сте, а? Се во ред, еве на купче сме тука. Икса повели. равнотежа. Добра равнотежа. Лева, десна, Милош. Десна. Десна, ама телевизиски е лева. Повели. Повели. И да си го користиш добро. Саат Ди Милано. Истваков, кај тебе, Роберт. Ја знам дека ова, ама можеш да правиш ќе ги некоја менјам. равнотежа. Честитам, многу добро се изигравме. Не знам ти, Супер. како си помина? Екстра. Фала ти. Во ред. Илија, ти рече дека пред 2 недели отприлика си купил месец и пол, неам, си купил нов велосипед. Дупликат. Затоа еве ти Мануполос, табла шаховска и да игра шах. никаков, а не па вако. Па супер, ова е одлично за една ментална гимнастика, која може да ти донесе ова е игра која јас ја обожувам, затоа што има бесконечен број на тактики, начини Рецепт за интересна, и интелигентна игра. движење, бога ми, да. И на крај дојдовме до дамата. Колку ми е кејф кога дамите на вистина победуваат и идат по финале. И некако интересно и добро се смеат, и убаво изгледа Што знае без пева, так. и- Кај ќе го возиме? Каде ја правиш првата возење, тоа што се кажува вака на телевизија. Водно, не Скопска Црна Гора, околу нешто низ мало град, онака Крушино Кичево. Крушино Кичево. Да. Кичево. Колку има негде до средно Крушино? До Крушино? 3,5 км, Што 6 пиеш, минути, ти Пат пиеш какао или кафе. Кафе. убаво да си поменеш и нека брка работа. Добро, вака, ние сме настојани стрекни, затоа што играме игри на државна лотарија. Идете и вие така, заедно со нас. Насмејте се и уживајте во сите игри што ви ги подготвува државна лотарија. Бидете така, живи, здрави, весели. Ајде се најмо! Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание од шоуто Седмо небо на државна лотарија. И вечерва ве канам да останете со нас до самиот крај, затоа што навистина ќе биде интересно. Ќе се дружиме со членовите на бендот Rocky and Friends. Имено дел од овие членови ја имаат таа можност да соработуваат со нашиот ангел Тоше Пруески, па на самиот почеток ќе се подсетиме на дел од неговите големи хитови. Rocky and Friends во Седмо небо. Започнуваме.
oči, drugi nežni nasmevki zaboravi. Pera, da gi vrlam site sliki neizini, da raščistam so spomeni, da gi baram celi noki tvoj teče gori, da koplejam so denovi, po kosi da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvojom nežan dopir da izludam, po kosi da ti spijam, pozora da te budam, za tebe ako treba se da izgubam. Krade mi te cesta, kradu mi te ljudi, svako pomalo do smeha tvog posudi. Iza svakog ugla stalno eko vreba, da mi te ukrade kada malo sreće treba. Niko nije kriv za to što te volim toliko, a osmeh tvoj kriv da znaš što me osvaja. Volim osmeh tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje poljubi moji, ma grije meni svako ko smiješ se ti, moja ljubavi. I volim osmeh tvoj, nosi ga uvijek, smij se samo dušu mi griza uvijek. Krivi su mi svi, krivo mi je sve kad sam bez tebe. Asfalt žežok, beše moja diva jakoda. Zbor zbogom zbore težok, koga nekoj silno zasaka. Se prepravama znam, zašto za mig od mene ti se odkažaš. Notla pijam crno vino i od tvojte oči pocrno. Ne bi sakal da te sonam, a te sonam ušte počesto. Pretvorivo tvojo šepo, od usni teško keve izbrkaš. Izlaži me, ušte jednaš, kaži deka ne mi trebaš, da ne mi dam tvoje mi na to. Daj bar zavedi me, ušte jednaš, koga deke srce nemaš, kameno mi je po tobom. Izlaži me, ušte jednaš, kaži deka ne mi trebaš, da ne mi dam tvoje mi na to. Daj pa zavedi me, ušte jednaš, koga deke srce nemaš, kameno mi je po tobom.
дългогодишно изкуство на телевизijskите екрани. Долги години си дел од метеовестите, не на друга фреквенција. Кажи ми, како изгледаше твоето прво метеоискуство? Кога се случи? Дури не ми се верува Како ти го доживеа кога сето кажаш дека се долги години, а навистина е од 2006, значи 18 години веќе е навистина долг период, би рекла. И почетокот беше, јас што велам, ништо не е случајно, ама беше спонтано и непланирано, би рекла. Затоа што студиите што ги завршив на физика, метеорологија тогаш и во тогашната А1 телевизија бара стручен човек за временската прогноза. Или да има завршено метеорологија или на сред студии, ја бев пред крај со студии тогаш. И буквално на предавање професорот на факултет ни го понуди тоа, кој сака, јас гледам никој не крва рака, јас ќе пробам, зошто да не, ќе се охрабрам да видам како ќе личи, интересно ме звучеше. И буквално 3 ноќи не спиев. Пошто е нешто за пред луѓе, нели пред публика, па како ќе ме прифати, како ќе изгледа тоа, се превртував 3 ноќи поред. И почнав и немав многу време за подготовка. У некоја недела, 2 требаше да стартувам. Значи баш беше на брзина. Имам уште снимки од тој период. Ми е смешно од оваа дистанца кога ќе се погледнам. Пошто е незгодно, иако е тоа кратко време што се проаѓа пред камера, но ја што велам ко сообраќаец личав, затоа што треба да се свртиме, тогаш беше на хрома. Немаш она видео од зид па све гледаш, ништо не гледаме, зелено платно и само еден екран од лева и од десна страна, па сега исток-запад. Снајди се. Со време стана рутина, да, но на почеток беше малку комплицирано, пошто друго е зад нас, страните на светот, друго е пред нас. Да. И тоа малце беше незгодно, но супер и многу го сакам тоа, навистина. Паметиш какво беше времето тогаш? Кога почнав? Не, за првата... Првото метео? твое, да, појавување. Па пролет беше, мај. Значи... Околу 1 мај сигурно имало врнежи. Така, дожливо. Да, мајски Кажи ми, почнав. кога сме кај дождот, колку пријателите и роднините се консултираат со тебе во однос на сите оние прослави на отворено? Да, па често. Често. Дури ние вака кога имаме настапи, проверуваме да видиме како е, што е, рокинели за некоја свадба, знаеме да провериме дали ќе ни врне за опремата. Ќе ни каже се. Ама ми значи многу, од тука се гради и довербата. Да. Добро, обично се вели дека многу нешта зависат од временските услови. Дали вашето расположение зависи од времето? Па индивидуално, не знам, Роки, ти лично. Не дозволувам. Не дозволуваш, Не Роки? дозволувам да ми Хубаво е да влијае, има не. сонце. Аха. Да, не знае да стешни, ама со... Си наоѓаме нешто. Не, не му давам. Песната е Ја, тука Да, и- да, ќе си бидам ја весел. Да. Така, добро, но она што секогаш го подобрува нашето расположение, тоа дефинитивно е песната. Дали сме расположени за уште музика? Како не, Може како да не. слушнеме Да, уште една да, музичка да, номер. да. Ајде, Може. одиме со песна Rocky and Friends во Седмо небо. Well, I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. And the power you're supplying, it's electrifying. Yeah. You better shape up, cause I need a man. Need a man. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Nothing left for me to do. You're the one I want, you are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want, you are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want, you are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I need. Oh yes indeed. If you feel my direction, you're too shy to come in. Maintain my affection. Yeah, feel your way. You better shape up, cause you need a man, I need a man who can keep me satisfied. You better shape up, if I'm gonna prove, you better prove that my feet is just
sure that deep inside, you're the one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I need. Oh yes, indeed. If you feel my affection, you're too shy to convey. Meditate my direction and feel the way. You better shape up, cause you need a man, I need a man who can keep me satisfied. You better shape up, if I'm gonna prove, you better prove. Did my feelings justify? Are you sure? Yes, I'm sure that deep inside, you're the one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I need. Oh yes, indeed. You're the one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I want. You are the one I want. Ooh, ooh, ooh. The one I need. Oh yes, indeed. Во ова наше шоу зборуваме за среќата, па да ве прашам како вие ја доживувате среќата и што ве прави среќни во овој период од вашиот живот? Малку треба за среќа. Малку треба. Маја? Но секогаш тоа малку ни недостасува, како велат му. Да. Јас вака, пошто сум родена на 7 и нели седмица е среќен број, имам среќа во животот и баш си викам зошто не играм сега, нели порано играв бинго и лото, уште дедо ми додека беше жив купуваше бинго и лото и јас му ги заокружував бројките и баш си викам зошто и сега не играм, нели почесто, можеби ќе имам среќа, нели? Како тој вицот што го молел Господа, те молам да ми се падне лото, те молам да ми се падне лото. И кога излегол Господ му рекол, дај еднаш барем уплати. Да. Да, така да среќата нели јас според мене не ја прават материјалните работи, ја прави среќата во душата, нели да си ја најдеме својата професија, да се пронајдеме во животот, да бидеме сакани, да ги сакаме сите околу нас, нели, со тие со кои што живееме и мислам дека тоа е нели трајна среќа за животот. Ирена? Тоа ете баш ќе се надоврзам на Маја, значи она што го работиме мене баш ми исполнува и музиката и она моја телевизиска работа. Значи убаво е да го сакаме тоа што го работиме, секако не исполнува и направи среќни најблиските, децата, Јана и Костадин во случајов. И тоа е најголемата среќа, дефинитивно најблиските и љубовта кон работата и случувањата наоколу. Роки, 3 клучни нешта за среќен живот според тебе? 3 клучни. Разбирање, знаеш, разбирање, толеранција, скромност, може? Така нешто, тука некаде. Кажете ми колку игрите на среќа се дел од вашето секојдневие? Не се, ќе признам. Порано беа почесто, но во последно време не, така што ќе биде интересно да видиме. Ајде, Ирена, кој коверт го избираш ти? Кој број? Кој коверт? Кој коверт? Да. Моја 1, лево. 2, 3. Моја лево, да. Ова. Добро, Маја? Ајде јас во средина. Ова? Да. Добро, Роки, ова е за тебе. Ако? Милионерот. Можете слободно ева да си ги изгребате овие инстант лозови и да видиме дали нешто се крие во овие инстанти. Роки, имаш мега милионер гребка, 10 милиони денари може да си освоиш со овој инстант лоз. Можете да освоите стан во Скопје, ева Маја почна да го греба тој инстант лоз. Станот го греба. Да. Какви се твоите различни се сите, а? Сите се различни, да. Вау. И
Ирена, да видиме што гребеш ти, само сврти да видам која е првата Еве, истина Макси рибка. златна Макси рибка. златна рибка за 1 милион денари. Да видиме. Ете, Има на додека 3 места, вие- така тие се греби тука, тие Да. трите. Инаку има и за останатите членови од бендот, има инстант лозови, ето така. Да видиме како и на нив ќе им се насмевне среќата. Кажете ми вака, можеме ли да направиме една заедничка лото комбинација од 7 среќни броеви? Ајде, може, Нешто да може, ајде, пробаме. кажувате, ајде, дамите имаат предност, ајде, девојки. 7, така, знаев Маја дека ќе го кажеш овој број. Да, Маја. Да размислам. Ајде, двојка нека биде. 2, зошто 2? Јас сум на втори родена и јас ќе кажев 7, пошто 7 е месецот, ама заеднички ни е, Епа значи добро, седмица, 2 и двојка нека биде, 7. да. Добро, Роки, Ајде, седам. од 1 до 37, инаку Аха. морам да ви кажам. Еден број имам? Или ќе има 2-3? Па, сите ќе имате по 2 броја. Аха, добро. Еве, 18. 18, нека биде 18, зошто 18, Роки? На едното детенце му е роген. А, Тогаш, добро. да. Кој е вториот среќен број? 29. 29. Тоа е на другото детенце. Така. тие. Ајде почнавме со родендените, Ајде, Ирина. 16 нека биде. 16. Некако си се врзува за 16, во дневник сум била 16, стам број 16, некако и на... Не знам имаш уште некоја 16, не може да Аха. се сетам, ама некако ми е останат тој број. Маја? 5. 5. Тоа е мојот среќен број, јас сум родена 5 мај. И уште еден број. Ајде. Кој ќе каже? Кажувајте. Кој ќе каже? Кажувајте. 13. Леле, Ајде, 13. Инаку 13-ката е чисто излекуван број во лото 7. Значи ова се среќните броеви на Rocky and Friends. Yes. 2, 5, 7, 13, 16, 18 и 29. Готово, Те добивам. можете да си оплатите ова лото комбинација, може ќе ви донесе Колку си 10 знагреба, ја не знам милиони што динари, треба, односно чекај, над да. 10 па милиони гледај. динари, затоа што нашата седумка веќе почнува да се зголемува од коло во коло. Што би направиле доколку станете добитник на лото премија? Интересно прашање, не сум размислувала. Пошто не сум очекувала да добиам. Аха, еве да предпоставиме, можеби оваа лото комбинација ќе ви донесе седумка. Али гледам секогаш да вложувам во патување. Патување, добро, Ирена ќе одвоиме од средствата за патување. Роки, Не ми текне на вицот, ја ќе се раздужам малку. па добро и тоа е како Роки да ќе си купи Неколку многу гитари. проблеми. Да, уште гитари имам Минуса. доволно, не, Уште да. една гитара, да. Уште една. Маја? О, никогаш доволно. Па, Добро, колку гитари имаш? инструменти, јас, Да. мој лично имам 2 моментално, кои што ги свирам активно, а плюс, ако се рачунаат и на машме гитарите, имаме околу Па 6-7. се влегува во семениот Да. буџет, да се рачуна. 6-7 мислам дека така некако. 7 гитари, Да. па браво. Добро, со над 10 милиони динари, уште колку гитари може да се купат? Уште многу. Леле, да. Цела продавница. Да. Да. Добро, за Маја цела продавница гитари. Роки се уште размислува, не Да, сака да ги да. каже своите желби и за Ирена многу патувања. Тука некаде, драги мои, ќе ви се заблагодарам за тоа што одвоивте време да бидете гости во шоуто Седмо небо на државна лотарија. Мене ми беше навистина задоволство, верувам дека и гледачите ужива. Ќе уживаме како за крај со уште една музичка номера. Што ќе Да. биде тоа, Роки? Мислам, се одлучивме за Evergreen, да? Од македонски, Да. да? Македонски Маја Evergreen. Да. Ајде, ќе завршиме со македонски Evergreen. Вам, почитувани, ви благодарам за тоа што вечерва не следевте на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Не заборавајте дека среќата е насекаде, затоа дајте шанса на вашата среќа. Се гледаме идниот пат во 22 часот и 30 минути. Најди време, лидо до вечер. Мини до мене. Најди начин, лидо до утро. Спи
postela meka bela, Irane ali dudija. Na postela meka bela, Irane ali li li li, Irane a du 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 du, Irane ali du du dia. Irane ali li li li, Irane a du 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 du, Irane ali du du dia. Тоа рече тоа нешто прстен? Да, имаш? Имаш. Дај да видам. Ла, И роки 50 среќи динари. ја види. 50? Дај да видам. 50 динари. Охо, чекај. Да, нели? Ако е прстенот. Ако е прстенот, 50 динари, да. Ова ти е за мен. Роки. За мен. Ево. Браво. Може би да Ти дај сакаш да многу се среќа. раздели, ќе освоиш со оваа гребка 10 милиони, а со оваа 300.000 динари. Што збориш? Вау, супер. Да си супер. замениш. Вади. Ова мислам ништо нема. А овие сите треба да ги гребам? Бинго броеви. Пошто ни прстенче има, ни диамантчета, ма ова Да, што ова треба ти не знам тука сака треба да да ги гледаш сите бинго, значи